Молкот од СДСМ и Зоран Заев за случајот Рекет е уште една потврда дека Зоран Заев е така наречена прва виолина во целиот случај Рекет. Бледите обиди за дефокус од реалната ситуација во која што се наоѓаат Зоран Заев и СДСМ, а тоа е дека се заглавени до гуша во криминал околу аферите за рекетирање на стопанственици и политичари, не може да освртат вниманието на јавноста која очекува целата вистина и очекува некој да сноси одговорност, односно да сносат одговорност и извршителите, и нарачателите, и сите инволвирани. Рекетарската власт на СДСМ и Зоран Заев се уште не одговори. Зошто Зоран Заев молчал од 3 април, кога го предупредил Бојан Јовановски, алијас Боки 13, дека против него се води постапка од странски обвинител, па молчал Заев се до 22 април, кога наводно го пријавил случајот кај другарка му Русковска. Да подсетиме на еден факт, а тоа е дека никаде не стои официјален запис дека Зоран Заев го пријавил случајот Рекет. Секојдневно се повеќе се заплеткува Зоран Заев во собствените лаги и то ненадолу. 20 дена Зоран Заев им оставил простор на извршителите на рекетот да се погрижат, да прикриваат докази, да губат телефони, да влијаат врз сведоци. Постои сомнеш дека целиот тој период можно извршителите на рекетот да биле во директна корелација со Зоран Заев и дослух во целата операција за подготвување на оваа судска фарса од случај која води другарката на Зоран Заев Вилма Русковска на крајно аматерски начин. Затоа бараме МВР и јавното обвинителство да ги вештачат уште веднаш мобилните апарати на инволвираните, а јавното обвинителство, иако е под канџите на Зоран Заев, да се разбуди, да не спие и веднаш да отворат случај против Зоран Заев за сторено кривично дело прикривање и помагање во сторување кривично дело. А понатака, како се размотува целото клопче околу случајот Рекет, сигурно ќе се стигне до тоа дека Зоран Заев е нарачател. Зоран Заев е уценет човек и најважно, заглавен до гуша. Тој мора да си оди од политиката. Стравот кај него е очигледен да не се дознае целата вистина околу случајот Рекет. Вистината е една, а таа граѓаните веќе се повеќе ја зборуваат и ја знаат. Ниту Русковска, ниту било кој нема да успеат да спречат да излезе вистината на виделина околу случајот Рекет и околу другите случаеви на рекетирање и нема никој да го спаси ниту Зоран Заев, ниту другите инволвирани во сите овие криминални афери од било каква одговорност. Благодарам.